Излегов да берам дренки и кога попат седнав да се одморам, од нигде никаде пред мене излезе мечка, сведочи 76 годишниот Минче Рамчевски од селото Пласница кај Македонски Брод кој бил нападнат од мечка. Раскажува дека откако го легнала на земја, мечката со заби го фатила за левата слабина. Го држела кратко, а потоа избегала. Така, вели тој, останал здрвен некое време, пошто ги отворил очите и се освестил. Кај се најде тоа? Оден, во мене, ја станам, ја раче со там, ја ниди, тоа права душа е мила. Постана ме легна долу, ја само се фатив вака, се пазех. Те удри мечката? Не, само ме хакна вака. Јакој се сакав да отпам, не може отпам. Те исплаши многу? Се исплаши, бескрено ќе ви кажам. Најсигурно, најумно. И од тука паднав долу и ме фатив за вака. Мечката? Мечката овде со заби ме фати. Во разговор со директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов, Рамчевски вели дека гледката била страшна. Нападот вели се случил рано утрината околу 8:30 часот, кога излегол од дома и тргнал да бере дренки. Бебо кичево, па ме прави месече тука, па ме конци ми става, па тоа, па свинки, па... Голема беше мечката? Па беше, ако не почема на 500 кила. 76 годишниот Минче за среќа го спасиле ловџии, кои случајно се нашле во близина на инцидентот и биле на лов. Откако слушнале повици за помош, ловците испукале неколку истрели во воздух. Пошто мечката веднаш побегнала, нападнатиот човек се здобил со тешки телесни повреди. Инаку селата Пласница и Ораец, на чиј потек беше нападнат 76 годишникот, се оддалечени на околу 70 на километри од Националниот парк Маврово, откаде што мечките во последно време се симнуваа во населените места во потрага по храна. Предходно, кон крајот на септември, општина Маврово и Ростуше побара од владата да прогласи кризна состојба на целата територија на општината, и тоа поради зголемено присуство на мечки на овие простори и опасноста по локалното население.